Да, Градимир, моето денешно присуство во Брисел ќе го искористам и за уште една тема, освен за онаа која што сме дојдени овде околу наградата на град Скопје или финалето на град Скопје за наградата за Европската недела на мобилност. Во ова линковско вклучување ќе поразговарам со Бобан Нонковиќ, кој што е дописник од Брисел за Македонската информативна агенција околу состојбата за медиумите во Македонија. Ти благодарам, Нонковиќ, за одвоеното време и за гостувањето во информативен блок во телевизија Нова. Веднаш со прашањето, како ја оценуваш моменталната состојба со медиумскиот простор во земјата? За жал, кога во светот, пред се со почеток во Америка и доаѓањето на новата администрација на Доналд Трамп, започна глобалната војна против така наречените фейк ньюс или лажни вести, односно сите оние кои го користат медиумскиот простор за да му пласираат дезинформации на народот и воопшто да прават еден вид на дезинформирање, да шират лаги низ медиумското општество и насекаде нели на планетата, ние во Република Македонија во ликот на ТВ Нова се појави еден од ретките медиуми кој навистина се уште се обидува да биде балансиран и да известува буквално секоја точка не само во Република Македонија, туку и во Европа и светот оние главни настани кои се разбира се случуваат на планетата. За жал, во Република Македонија изминатите 2,5 години имаме еден вид на кампања која се тера не само политички, туку се тера против сите пори на општеството кој сака да ги затвори таа една поранешна комунистичка номенклатура која сака да се врати на власт во Република Македонија и како што кажа лидерот на СДС Зоран Заев пред околу една година, има против себе има јасно насочена цел медиуми, односно непријатели гледаат во медиуми. ТВ Нова во меѓувреме се појави, навистина зрачи интересно во македонскиот медиумски простор и таа стана таргет бидејќи не само што балансира, туку е секаде присутни известува за сите настани. Го кажав тој минатата недела кога бев гостин во вашето студио во Скопје, кога бев во Република Македонија, едноставно ТВ Нова е таргет сега меѓу другото на специјалното јавно обвинителство кое е всушност обвинителска испостава на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа не го креат ни самите обвинители, а тоа е од причина што едноставно започна отворената војна против медиумите кои се посочени како непријатели. Едноставно ТВ Нова мора да биде замолчана, најлесно се прави, се знае тоа по добро испробан рецепт со затварање, притварање, односно таргетирање на собствеништвото, газдите и едноставно пресекување на финансиските текови. Се разбира, тоа од Европската унија едноставно не ке може да биде замолчано, бидејќи една од основните принципи на Европската унија и кои ги бара со цел усогласување на македонското со европското законодавство е слободата на изразување или така наречена слобода на медиумите. Тоа во Македонија во случајот на ТВ Нова не само што го нема, туку имаме ние случај на таргетирање и фронтален напад со цел затварање, замолчување на медиум, кој едноставно официјален Брисел се разбира не ке смее да го замолчи. Се надеваме дека во текот на утрешниот ден при посетата на еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, дека таа тема ќе биде допрена и едноставно за се она што Европската унија изминатите 3 до 4 години сериозно напредува и ни наоѓа забелешки во низините прогреси извештаи, овој пат ќе биде споменето и ќе биде насочено како нешто што го прави другата страна која има намера да дојде на власт во Република Македонија. Ако сега во најава додека се уште Социјалдемократскиот сојуз не дошол на власт, го таргетира еден медиум, а и неколку други со цел затварање, буквално загушување нисиот, можеме само да замислиме што ќе се случува ако Зоран Заев стане премиер и ги добие сите полуги на државната власт. Благодарам од моје име и од името на мојот медиум за похвалните зборови за начинот на кој што известува телевизија Нова. Како што рече, нашиот медиум е на удар од СЈО. Според тебе, што представува овој удар на едно вакво специјално обвинителство за нов медиум како што е Нова? Добро, специјалното јавно обвинителство е таргетирана група која има за цел само да поднесува што повеќе обвинение со цел да се замајува јавноста дека нели ако се уште актуелната власт или раководството на ВМРО ДПМН биле влезени во криминални активности што произлегло од оние ленти за прислушкување кои ги емитуваше во така наречени бомби лидерот на опозицијата Зоран Заев. СЈО е буквално, како што реков, обвинителска испостава, едно детеширано оделение на Социјалдемократскиот сојуз, кое работи по нарачка, едноставно работи по директиви и ние гледаме дека, освен политички директиви, има директиви насочени кон бизнисот и директиви за замолчување на медиуми. Едноставно, специјалното јавно обвинителство самоволно
и неуставно, не само што е создадено, туку самоволно и неуставно делува во Република Македонија, а истото тоа обвинителство, само да споменам, дека е подготвувано и се подготвува доколку Социјалдемократскиот сојуз стане власт во Република Македонија, да стане основно јавно обвинителство и буквално да завладее со обвинителската фела во Република Македонија. Тоа за цел, како што кажав, има неколку насоки, неколку патишта кои има за цел да ги истрасира за кога ќе дојде Социјалдемократскиот сојуз да има мирно владение. Ќе се замолчи опозицијата, ќе се угушат бизнисите или бизнисмените и компаниите кои делуваат самоволно и кои делуваат самостојно и се разбира таргет се медиумите. Оние кои досега се жалеа на загушеност, замолчаност на медиумите, всушност со таргетот на телевизија Нова, која буквално според мене, мислам дека тоа го делат мислење и вашите гледачи, навистина најмногу се обидува и успева да балансира во Република Македонија меѓу политичките сфери, едноставно е медиум кој треба да биде замолчен, треба да исчезне бидејќи е присутен на секаде. Вашата присутност, видливост, а се разбира и гледаност со страна на гледачите, едноставно е раска во окото на оние што имаат намера да завладеат со целиот македонски буквално општествен простор и едноставно тие ќе се обидуваат и понатаму дали преку СЈО, дали преку новите алатки кои би ги добиле доколку дојдат на власт, не само да ве замолчат, да ве затворат, да ве политички и медиумски елиминираат и за жал. Се надевам само дека во тоа нема да успеат, односно за среќа можеби нема да успеат и се разбира Европската унија и меѓународната заедница, факторите кои досега не критикува, како што кажав и претходно, за многу други потези во рамки на медиумскиот простор или така нареченото задушување на медиумите, дека овој пат ќе реагираат само и единствено во корист на квалитетно, брзо и балансирано известување за македонските граѓани. Меѓутоа не е само телевизија Нова и нашиот медиум на удар врз ова специјално обвинителство. СЈО влези во Канал 5 Сител, дел од весниците на МПМ, што значи голем број на медиуми се под истрага или под некакво сомнение од ова обвинителство. Тоа се оние медиуми кои Зоран Заев пред повеќе од една година ги посочи како непријатели на Социјалдемократскиот сојуз. Ако вие кои се само прокламирате за демократ, посочувате медиуми кои се глас на јавноста за непријатели, тогаш е јасно каков сте вие демократ, односно недемократ и какви намери имате и какви размислувања и се разбира и делувања од тогаш па до сега, па и во иднина, за она што би сакале вие да го правите. Се разбира, сите медиуми кои не се под капата на Социјалдемократскиот сојуз, кои не се финансирани на еден или друг начин од фондацијата Институт Отворено општество на Сорос, ќе бидат понатаму таргет. Не е целта само да се замолчат, се разбира целта да се уништат. Тоа покажува примерот со одредувањето, притвор, таргетирањето, поднесувањето на неколку чудни обвиненија за собственикот на ТВ Нова, а и најавите за поднесување на обвиненија и за собствениците на неколку од другите приватни, електронски па и печатени медиуми, се со цел кога Социјалдемократскиот сојуз, како што тие се надеваат наскоро би дошол на власт, да имаат чист терен и да владеат онака како што тие само владеа, како во изминатите 50 години пред осамостојањето на Македонија, така и во првите години на македонската независност, тоа е со буквална контрола и медиумски мрак. Колега Нонковиќ, ти благодарам за одвоеното време. Градимир, тоа беше разговорот со Бобан Нонковиќ овде од Европската престолнина Брисел. Додоколку имаш други прашања, повели.